парче, колбавчиња, убави колбасти зачинети, чедар кашкавал, ајде господјо, боранија, жолта, бисквити и калинка, така е. Одлично. Веднаш ќе почнеме прво со десертот, господјо. Калинка, одлично. Ќе ја изчистиме внатрешноста од калинката, ќе направиме еден убав крем од калинка. Сокот од калинка ќе го ставиме, прво зрцата ќе ги ставиме во блендер. Ќе ги изблендираме со малку ванилин шеќер, нема да додаваме голема количина на шеќер. Ќе изматиме сладка палака, сокот од калинката ќе го додадеме внатре, малку го косово брашно, малку ќе додадеме и од бисквитите така сомелени. Остатокот од бисквитите сомелени ќе ги замесиме со малку путер. Ќе додадеме внатре малку кора од лимон, ќе направиме едно убаво путер тестенце кое што ќе го ставиме во еден калап, а одозгоре ќе го наполниме калапот со кремот од калинка. На крајот зрнцата од калинка ќе ги додадеме одозгоре и ќе имаме одличен колач од калинка. Тоа ќе биде нашиот десерт за денеска, тоа е решено. За предјадење имаме колбаси и чедар кашкавал. Сега вака нешто ново да направиме, нешто поинаку. Јас предлагам колбасиве да ги пресечеме вака на половина. Да ги ставиме на скара да ни се потпечат од двете страни. Во меѓувреме ќе изрендаме чедар кашкавал. Ќе ставиме 2 јајца во едно тавченце со вода, бело вино, малку сол, бибер и путер. Убаво да зоврија водата, ќе скршиме 2 јајца, ќе ги направиме убави поширени јајца, кои што ќе ги ставиме одозгора врз колбасите од као ќе ни се испечат. Рендан чедар кашкавал одозгора, малку да се растопи кашкавал отворено и ќе имаме одлично предјадење за денеска. Тоа ќе ни биде како предјадење. За главно јадење, јунешка кременадла, едно убаво парче, убава дебела, ова е многу убаво од вратот, од горниот дел од вратот. Да, многу убава, господјо. Ви благодарам многу за намирниците. Многу ми се допаѓаат намирниците денеска. Искрено. Да. Со мерак ќе си готвиш. Да. Некој ова сега, јас имам 2 идеи. Ова е многу убаво парче месо, Сања. Ова онака од денте средно печено, убаво зачинето на скара, добро загреана скара да се испече, да се исече онака на слајс, одозгора да сервираме врз боранијата. Можеме да направиме боранија. Прво ќе обариме малку боранијата, малку на путер ќе ја ставиме, мешан зачинеленка, ќе ја пропршиме со путерчето на крајот како ќе се свари и можеме да сервираме како гарниш за кременадлата. Тоа е едната опција. Втората опција е да направиме единствено јунешко со боранија. Како сакате вие, така ќе направам. Јас свакако сакам. Како? Може и така, како ви кажете. Такој. Може и така. А на 2 начина не може. Па не може, Сања. Но барам јас. Да. Како? Ајде ќе видиме, ќе решиме во текот на емисијата што ќе биде. Од прилика знаеме што ќе се случува, но финалето ќе си каже што подготвиле и дали успеале за 20 минути да реализираат се тимот на пиперките, односно шеф Бобан и неговата денешна асистентка Вики. И ете, слушнавме од прилика што на крај ќе имаме на трпезата во тимот на пиперките. Не знаеме што не чека во тимот на доматите, ќе биде ли ова интересна борба помеѓу доматите и пиперките, дознаваме за многу кратко. Најпрвин таму ќе ја поканеме да ја запознаеме асистентката на шеф Никола, господја Верче од Табановце, Куманово. Ете, тука е нашата граница, Табановце. Добро вечер. Мадам, добро дојдовте. Добре ни дојдовте. Прв асистент од Табановце. Господја Верче, добро ни дојдовте во Брза Кујна, како сте, добри? Добри. Повелете ка шеф Никола ве очекува. Добро, нека оставите си ја тука торбичката. Еве, да ве пречекаме со манастирски локум. Искрено да ви кажам, ја и на граница вака би ги пречекувала гостите. Добро дојдовте во Македонија. Повелете, послужете се со манастирски локум за убави и среќни денови. Супер, да, и кога ќе се направи колона до усвета. Брзо е да лапни голтни. Да, брзо и ако некој му се уарни како на мене и на Боби, па дај уште едно, ти да возат. Ајде видиме Повелете што ќе сега вие. готвиме. Верче? Што е ова? Имаме тука ребро свинско, мало парче, ќе му најдеме решение. Чајни стапчиња, тестенини. Што се овие? Имаме колачиња него тука, вафли, ајварче од гурмано. Има ли уште нешто? Има. И цитрони. Цитрончики. Одлично. Цитрончики. Добро. Добро, ајде. Ќе пробаме да направиме нешто. Ќе се потрудиш. Да.
Не ми се нешто вау намирници. Што им фали? Ајде, керменадлата ќе биде главно јадење како и да е. Најме друг изор, тоа среброто ќе биде главно јадење. Ребро ево, кај бовија керменадла се збунив скроз. Ќе го пресечеме на два дела, малку со чекан ќе го чукаме да биде потенко. Ќе оставиме веднаш на грил тава да ни се пече, убаво ќе го зачиниме, а потоа ќе го покриеме од озгора со една смеса од ситно сецкани чајни стапчиња, измешано со малку ајвар, ќе додадеме макдонос, лукче и младо кромиче внатре. Како ќе се испечат, така ќе ги покриеме со смесата и ќе ги ставиме во рено убаво да ни се запечат. Воедно ќе имаме и гарнир, и сос, и убаво парче месо. Тоа ќе биде главно јадење. Тестенините ќе ги направиме пред јадење. Ќе ги свариме цело пакетче, ќе освариме тестенини и ќе видам, ако имам време, ќе ги направам на два различни начини. Едниот начин ќе биде еден убав сос од ајвар со чајни стапчиња, а другиот сакам да ги направам ајвар и сирење во комбинација со јајца. Убаво запечени во тава, значи од едната и од другата страна малку во ред надидат, ќе направиме таква убава комбинација. Сега за десерт. Десерт овие вафли мислам нега сега. Така некој стапчен. Да, стапченци. Ајде, ќе исцедиме цитронот и ќе направиме едно тесто за пандишпањ. Но ќе направам две различни теста, едното ќе биде какао тесто, едното ќе биде бело тесто. Двата ќе бидат со вкус на цитрон и ќе ги ставиме во еден калап какао и бело тесто, ќе ставиме така се печат. Ќе ги пресечеме, ќе имаме во едно тесто два различни вкусови. Може? Може. Не, да си правам некој експеримент и ја дали ќе успеам. Некако многу се опуштија на почетокот во тимот на доматите, а свесни ли се дека имаат 20 минути? Ајде да видиме дали ќе успеат денес шеф Никола и неговата асистентка Верче. 20 минути време за двата тима да завршат се што кажа и она што не го кажа. Ајде да видиме како ќе тече работата. Започнуваме. 3, 2, 1. Сега. Го кријат звончето. Ајде, Вики. Калинката внатре ќе да дадеме. Одма акција. Калинка. Да. Убава за јадење, тешка за чистење. Се што е убаво не е така лесно. Да. Не, ама ја го обожавам. Да? Така си ја јадете или некако ја подготвувате? Ја во кој си го јаду, изчисто го прво тенир и си седнам после со тенирче, фино, лепо сложиче и си го дегустирам така. Ето, така. Ви треба Да. нешто лажичка или? Не. А треба ли лажичка? Не. Кој е боле? Како вие си знаете, вие редовно си чистите и... Да. Ајде да ве запознаеме накратко, да ни кажете нешто повеќе за вас. Од Куманово ни доаѓате, имате супер енергија, тоа го приметивме. Да. Слободно по кумановски. Најдобро. Јас сум, да, сопруга, мајка и баба. И тоа најважното, баба. Најважно баба на 3 унуке, 8 години 5 и бебе 4 месеца. Нека се сите живи и здрави. Да, така е. Тука ви се во Куманово? У Куманово, да. Помал живи с мене, а поголем живи посебно у стан. Он живи поголем. Така. Да. Но малиот е со вас, што значи со вас е и Корнелија. Да. Да, малата Корнелија, сакате да ви признам нешто? Е со нас во Брза Кујна во студиото. На 4 месеци со бабата дојдена во придружба. Нормално да ја даде подршка на бабата Сања. Да. Бабите се најдрагоцено Најдрагоцено нешто што го имаат внуците. Да, па најмногу ги чуваат. Најмногу реално. И најмногу се радуваат. Па и така било и со нас. Секогаш. Најмногу сме се радувале кога ќе се оди на гости кај баба или баба кога ќе ти го направи омиленото јадење. Тачно. Или дедо. Па кај мене баба ми правела, дедовците добре. не правеле Добре, толку дедото многу, може. ама со нив сме си играле па многу. Тука видиш поделено било. Да, работите нешто, Вики? Не работу сега. Кад беше помлада сам работала, сега не. Сега дома си Сега уживате, дома си чувате. чуваше, да. Ете така, одлично. Иначе ја да поздравам болница од Тешево, пошто ја иду 6-7 години таму. Завод за рехабилитација, превенција, доктор Кире Доновски. Еме поздрав за сите во доктор, Тешево да. и за доктор Доневски, рекавте? Кире Доновски, да. Тој се сви како моја фамилија таму. Да. Вие таму одите? Имам пот и иду таму на терапија по 4 месеца иду. Браво. Имам таму, да. Вело дека таа е воздушна бања убава таму. Воздухот е Прекрасно. сосема поинако. Обавезно, да. Ви Тој се помага многу? познава. Да. Да. Е. Кад кажа никад не речи никад и отиде. Прво болницу, после купи камп.
Ете, сега сте си таму, а сигурно сум дека и Корнелија ќе ја носите на чист воздух. Обавезно. Да. Да, поздрав за директорот за кампус, за управник, И за сите кои што се таму и кои што... управник Зарев, да, и сви таму. Да, тој су прекрасни, како фамилија су. Тоа е најважно. Да. Ќе се вратам повторно ке вас, ќе си разговараме уште, ше Бој пропржува се што му треба, кромиче, тука праси колбас, а шеф Никола со неговите ребра веќе ставени на тава. Твоите ребра? Не сам моја весај. На Никола ребрата на скара. Ај видите кера. Добро, Да не си вадил ребра како манекинките што вадат. По едно. По едно, вака за тенки да Не бидат. се не утврдивам тоа што се случува. Ова е, еве го, фантазија. Браво, Верче, фантазија. Ки имаме сега еден колач, едно тесто, друго тесто. Да, ќе го направам шарен зебра А што колач. правиме со цитрони? Ставив ја од таму, цитрони во двете има. Но ќе направам и едно желе, на крај ќе го прелием, леле 50. Ге, sastavам од овој кафеавиов. Ко печена бајадира ќе биде. Па не ќе го измешам. Да? Вака го ставам. Зебра. Е, така зебра. Па сега ставаме од овој белиот. Тоа е со цитрон. И пак од ова нешто ќе доставиш? Не. Сега ќе видиш. Ајде да видам како ќе го шараш. Замено стапче само. Твоите очи шарат. Како беше песната? Оп, оп, и оно сега си навлезе внатре. Ќе видиме на крај што ќе биде. Ова иде све за мијање, идам ова да го ставам во рерна се пече. Ајде. Одлично. Си оди тоа во рерна. Така. Браво. Пап, тај скара. Скарата. Вирче од Табанов си ми доаѓа, тајде сега и вас накратко да ве запознаеме, кажете ни нешто. Домакинка. Момчето е пензионер. Ќе го поздравиме ли сега, господин? Да, Круме. Еве еден поздрав за господинот Круме, не знам која камера некаде не фаќа да го... Ете така, за господинот Круме кој што сега од Табанов се ве гледа. Да, пензионер. Си шетано, си видено, си дома бавча, Лојзе. Се дружимо така, све убаво, фино ни е. Пензионер. Да. Ако не сум пензионер, ама... Имате доста работа во бавчата, Има, пред куќе ми. Да. Кажете ми, Табанов се големо село? Па има доста, да. Да? Има доста, да. Господи, отворите го ајварчето и ставите тука 3 ложици ајварче. Ајде. Може? Големо село, големо. Големо село, на сите добро познато. Да, комби си имамо пред врата не иде. И до Куманово со тоа. Јајца. Но карта е бесплатна. Ток, 3 речи. 3, да. А вие сте во какво сродство со Вики? Снашка ми е. Снашка? Снашка. Друго што треба? Двете јајца. Двете јајценца. Снашка ми е. Ајвари За роден сирење. брат. Снажа, брат. Снашка. Значи, вие сте всушност баба на Корнелија. Да, братанче ми е иначе Ете. за Снашка, за ова и Снашка. Супер. Е, така хубаво си се дружат фамилиите, си доаѓаат во брза кујна заедно. Ви се верува ли вас дека 20 минути тука сега ќе завршиме? Веруваме се. Да гледам, веруваме се. Мешете, господи. Ајде вече. Сето тоа да го измешаме, тоа ќе ни биде за едниот вид на На тестенини. тестенини кои што ги имаме. Чекај, бе, треба да правим со ова. Ајде, шеф Никола си зададе многу задачи, исто и шеф Боби, и Сања тука му прави проблеми. Отлично. Да видиме тука боранија со... Само што тавите Сања да не направиме. Уопšte не пипкам ништо, готово. Малку млеко. Што имаме тука во оваа смес? Мати, посолно. Јас, може? Може. Вие земете, изблендирајте го тоа. Сања провери дали е добро наместено. Те молам. О, нема да смета, ама да го тргнем. Каде? Ево. Опа. Може? Треба помош, јас сум пукат. Ова не работи. Не работи. Да, може не е уклучено. Тоа не е уклучено. А ја имам проблем Сега со. веќе може. Што имаме тука шеф Боби? Брашно. Тука имаме Брашно, јајце. млеко? Јајце, Јајце. млеко. Боранија со крумиче попржено убаво. Интересно. Готово? Одлично. Сега ќе матиме. Земете сладка палка, господи. Земете го миксерот.
Ајде, еде го и миксерот со сеперките и тој не е уклучен. Не е уклучен? Боби ќе го уклучи. Ајде, Веднаш. за да можеме да Ајде, господине. измиксаме еден убав Само крем. право држите ги рачките. Ето така. И блитва ќе додадеш И во оваа блитва тука, смеса. Сања. И чедар ќе додадеш? И чедар, да. Много ќе измешаме се. И тоа оди во... Да Интересно го е. поздравам доктор Елизавета Спасик пред 2 недели први оператор на очи осветено. И сега? Немате проблем ноќе перда или? Имаше и катаракта, имаше штетување на нервот притисок. Да. На две у исто време. Супер, сега ќе додем јутре да го честино интервју да давам. Браво, Да. Еве, Поздрав Вики, за доктор си Елизавета поздравува Спасик, сите ма. доктори кои што Да, па се грижат за прекрасно. здравјето, да. Ајде, Пријателство, зашто ние без нива не може. не можеме, да. Сите оди се во... Верна сега. Нема печење. Супер. До крај пуштате го миксерот, господи, ве молам. Посил, ето така. Ајде, нека оди таа боранија да се потпече. Шеф Никола и Верчо од друга страна. Овие тестенини со ајвари со сирење ќе одат да се печат. Сакате ли вие подпечени макарони? Све си готово, све си прави макарончиња, шпагети, месено, суткано, тифличка, баничка, Одлично. све, лесничка, обожавам. Домашно, убаво, подготвено со љубов. Свера, Како е се тоа? бави. Дајте ми го сега, мамо. Се сукаш. Со што правевте? Зелнек, кита? Не, баничка со сиренце и јајце. Муж вика, што се прави за баничка, бе зошто? Сакам да се изготви. Нели, не се мачи, но ете, вас дието. Не. Си право. Си Така, готви све. Све, крохнички, било што. Лепче си печено. Зашто да не каде, добро? во Табанов си имате каде да пазарите, се си има училишта, кажете ли нешто? Има школа, има. Па има и продавници, има, ама идемо си у град. Со комбета која што рековте дека е да, тука да се испазарите. Да. Да. Пред врата ми стои да сват. Се чувствува ли гужвата кај вас во село кога има на граница? Па да, камиони, да, Тогаш колона. потешко е да отидете до град во тој период? Па не, ми си идемо по стар пут. А по стариот пат си одите вие. Али двосмерен има, нема гужва, не се ствара. Да. Само една линија. Така, но се чувствуваат летно време за нова година, да. Али сега има, граница е. Така е. Граница е. Тоа е. Граница. На кој кај ќе му се падне да си живее? Секаде е убаво ако си направиш да ти биде убаво. Близу ми е Да. 8 километра Кумано од Табановце. Господинот Круме кај работеше? Каде се пензионираше? ФЗЦ. Фабрика. Фабрика Кумановска? Да. Па Шамицеви, ФЗЦ. Целиот свој работен век таму го помина? Да. Појдам во режа малце да поставам. Тоа е Оу, што најубаво. ми дибило. Што правиме шеф Никола овдека? Ја не ме правам простор, сам ги види, сто Ама работа. ова маглава скопска е. Нема гајлен. Убаво си, навикнати сме ние. Така. До кај сме, господин? Да ги сеткам. Сецкајте го, Како да. ни се замагли во студиото шеф Боби јајца? Туширани јајца со бело вино, путер и вода, на колбаси, чедар качкало рендан, И тоа ќе си се подпече. малку масло за јадење кристал и оди во рендан. Дали ќе треба да го додадеме овој сок внатре, не знам. Само малку, уште малку, господја. Уште малку, ајде. Црвока. 8,5 минути до крај, кременадлата сега дојде на скар. Само малку на страна. Испаѓа дека на јајцата почирани повеќе време им треба отколку на кременадлата. Добро. Ајде. Да, ете еден убав крем. Малку само. Готово. Готово. Видиш што во крем се направи, господја. Додаваш и кокос. Малку кокос со брашно ќе го измешаме. Оди вака, господјо. Убаво изматете сега, измешете со лажица. Сето тоа. Ајде. Боби, дали на кременадлата и додаде некој зачин или Само само сол така? и бибер, Сања. Сол и бибер. Ништо повеќе. Сепак се одлучи само на еден начин да ја подготви. Само на еден, да. Да. Па нема да имаме време. Зошто да направиме трчаници? Да не си ја комплицираме работата. Да, многу комплицирано ќе ни дојде. А шеф Никола сака кога си ги комплицира работите, но Па не, еве ама еве, на време се стигна се ставив и сега сум веќе порелаксиран, веќе се ме во редна. Сега ми остана уште тестенините тука да ги направам. а ова што е како макало што ми А, личи. тоа што ми остана од
од реброто. Таа смеса ќе употребиме сега за тесненините. Там имаме ајварче измешано, чајни стапчиња, малку прас, лукче, кашкавал. Тоа што ми остане кидав дека во оваа смеса. Ајварче имаме така? Имаме. Може малку вода да ставите на чешма и да го искрюмкаме? Ајде, да Ова ми е направиме едно желето кое сосче. што го направивме од цитронот. За колачот. И ова се додава сега во Така. оваа смеса со пропржен кромик. Убаво да се пропржи и ова. Тестениите половина отидоа во ред, на другата половина ги исклучивме, тие се варени. Чекай. О, браво. Супер. Господја Убаво Верче си измешкајте учи го, нови браво. финти овдека кај нас. Све треба да се Кој ќе остане малце нешто ајварче, со ложичка. ќе се направат тестенини со него. Супер. Дајте да видам. И не стане малку. Каде? Не, Кој се. е велите? Гледате, вака се. Чекај. О, Баре мене. се заигра. Шеф Никола. Не ме затворено е саѓа. Па, затворено, ама да не летне. Добро е затворено, нема проблем. Ви донесе радост Корнелија дома. Вашиот син, инаку да откриеме, беше во брза кујна неколку дена пред да се породи сопругата и се сеќавам, стоевме еден до друг и вика, Мартина беше така? Да. Ма Мартина сега вика може и да се породи во секој момент, а тој тука во брза кујна. И после неколку дена на После 3 дена, После 3 дена ете Корнелија. Господи, додајте го сега тоа тука и убаво исплескате го да се направи. Супер. Другите внучиња ви се малку поголеми. Да. 8 и 6 години има, они се поголеми Веќе и на идат во училиште? школу, да. Со озбилни задачи и активности. Да. Сења, не те прашам. Повели? Пача јадеш или ти период? Пача јадев, само да ви откријам од пачата на господин Зоран, таткову на шеф Боби. Таков господин домакин, значи ветено сторено. Најубавата пача господине Зоран, секоја чест. Заборавивме да го поздравиме, веќе поминаа денови. Да. Ја заборавивме пача. Сега те потсети Лукот, така? Лукчето кога ми замири, секам леле што ми Многу се убава дешаваше. пача, така што ја тој подготвите период. за Свети Јован. Истото, да. Да. Колку изедовме, леле. Многу убава пача. Изгинавме, Ви затоа благодарам се стоја многу на за диета. вниманието. Ето. Господин диета сум. човек, господинот Зоран. Ти ако се на диета, ја не сум. Пача се Сења, убава. што да правам? Природен колаген Да. за коските. Да, ама во нормална количина. Ама види Боби сега, ти на таа твоја снага не можеш исто да јадеш колку што јадам и јас. Твоите коски поише бараат. Така ли е, Лики? Повеќе колаген. Ма све е тако, ја имам проблем од ден, не може да јадам, кад бидам навечер, ваши експерименти ги направи јас. А зашто преку ден не јадете? Епа немам Си чека вечер да дојде. Брза кујна. Чекате, ние ви го отвараме апетитот? Да. Па са бајле вие во 6 гледате, не цел ден ќе јадете после. Ја после седну, после ваши мисли седну. Отвори. И дојдеме, како не? Што ќе рече дизната се отвори. Леле, никако не може да го поведу тоа. Ако убаво е. Одлично, господјо, добро, супер е се. Сега може малку рузмарин да додадам јас овде. Ете. Вие пача јадете ли? Да. Си правите? Се прави. Се. Его сега паче или пифтија? Пифтија. 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 Пифтија, да. А како е правилно? Па, пифтија или пача? Секаде нема, не знам правилно дали има. ама- Пифтија, само тај се надимак не иде, како зависи како се вика не. Како и да се вика, многу е вкусно. Не е важно све како се исто. вика. Така ли е, шеф Никола? Нормално. Правиме зисто домове. Ови изгледат многу убави. Мене многу ми се Крема, допаѓа. Знаеш, сочни. ставив, не, вода нема, цела вода ја ставив внатре. Си се варат во водата, се варат во сосот. Имаме таман време, уште минута време да искрчкаат и нив малце само сиренце ќе им здробиме од узгора и готови се. Овие се на перфета. Да, перфето со гурмано, ајварчето, комбинација одлична. Ајде така, да видиме таму Една веднаш што убава ми се тава случува. имаме полна овдека тестенини, но имаме уште една варирана која што се подпекува, Ого. така што денес ќе имаме да бираме што ќе се јаде. Еве кременадлата на шеф Боби со лукче и рузмарин на путер. Тоа ќе биде нешто многу вкусно, Вики. Да. Да, си сакате вие месца? Како не? Обожавам. Али не у големи количини, у мали Помалку, количини. да. Да, да. Убаво е, од се помалку. Заврвимо да го поздравиме управник, директор на камп, куде на Лотешево? Лотешево, куде што имаме камп. Директор Сими, управник Зарев.
Ете, еден поздрав поздрав, голем да. за нив. Кое време одите вие во Тешево? Сега не дека кај мај? Од април, па седи се, може да седиш до ноември, каде е убаво Тоа време. убаво. Да, Мерак. прекрасно. Си го нашла Вики својот спокој, мир и место каде што си го чува своето здравје, а денеска тука во Брза кујна одлично се забавува, но сега имаат само уште помалку од 2 минути за да ја постават трпезата. Вики и Верче ги напуштаат шефовите. Верче, прибор, вино и салфетки. Ајде. И Вики ќе треба да го напушти шеф Боби. Па да видиме. Ајде, Вики. Некој треба да ви ја постави трпезата. Ајде, шеф Никола, проверка пред се да биде сервирана. Многу ме интересира како шарен ќе биде овој колач. Вака одлично печене. Ставајте го тој ова печен, све што е готово. Ај, Ете таму кај шпорите. Сања ќе ви помогне. Сања. се уште не можеме да откриеме, тоа на крај ќе видиме. Браво. Винце до каде е господјата Сања? Виното, еве го. Ајде. Ајде. Истекуваат последните моменти од денешната брза кујна, ќе треба да побрза малку Вики. Ставајте го стојува. Така. Тоа тука е готово. Одлично, се некако се завршува точно, ми се чини на време, нема да има нешто многу трчање. Вака. Оди тоа на трпезата. Ајде, Вики. Ајде господја Вики. Верче има поставено се она што шеф Никола го подготви и го сервираше. Остануваат уште подпечените макарончиња. Шеф Боби Ајде господја, повелете. и Вики поставуваат. Чекаме уште малку, имаме до крајот. Имаме така, уште малку имаме Сања до крајот. Да, Боби, уште малку има. Само да ти кажам дека треба да побрза, затоа што нели рековме. Не, кашкајци. Не се кашкајци, така толку ќе се стави во чинија, одлично ќе биде. Ајде побрзете шефови, имате само уште колку до крај, Боби? 10, 9, 8, 7, 6, Не, земи го. 5, 4, не. ајде Боби, 3, Не. 2, 2,5, 1, 0. Си кажа и на почетокот дека многу сака така опуштен да биде и се учи да биде точен на време. Но како и да е, 20 минути поминаа во одлична атмосфера со неколку подготвени вкусни јадења кои што веќе се на трпезата. Вие бидете тука, ние се враќаме веднаш по рекламите. И како што ви кажав, по рекламите се сретнуваме покрај трпезата, така и на почетокот си ветивме дека по 20 минути ќе се застанеме тука со убави јадења и еве, знаете колку е убава? Фантастична трпеза. Верче, ви се допаѓа ли како изгледа се ово? Одлично. Една убава празнична трпеза би рекла ово. Преубаво. Вики, Прекрасно. многу сте ми срекни некако од ова што го гледате. Па толку имам некој нагон све да вкусно, не знам. Што? Аха, тоа, значи, откривме дека брза кујна ви отвора апетит. Дајде од кај вас ќе почнеме тоа. Ајде да видиме. За пред јадење денеска кажавме на самиот почеток, направивме уствари нешто што не кажавме на почетокот, а тоа подпечено солено тортиче или може печен колач, солен исто така да се каже. Најпрвин боранија и крумиче ситно сецкана крумиче го пропрживме со малку боранија, додававме мешан за чинеленка, малку бибер и едно чешне лупче внатре. Потоа на страна измативме 3 јајца, додававме малку пчинкарно, малку пшенично брашно, додадовме малку млеко, сето тоа го измативме, додадовме на крајот пропржената боранија и крумит, додававме ситно сецкана блитва внатре, мешан за чинеленка, сето тоа го измативме и го ставивме во еден калап, во една тава за печење обложена со хартија. На крајот декориравме со малку кетчуп и кисела палмака. Големо изгледа на Големо вистина. на пола висече. Да, стварно големо. Големо е? Големо, Еве големо. од овде. Може тоа. Нема проблем, господје, само вие да уживате, сакам повелете. Како не? Здравје, Не, ни сумње. Ова во кампот во Тешево мора да се подготви. Да. Треба. Уште колку дена беше за јадењево? Боби, само што почнавме. Прекрасно. Прекрасно, леле. Прекрасно. На здравје нека ви, господјо, верувам дека е вкусно. Како Дали не? се чувствуваат зачините внатре?
Да, све. Одлично. На здравје нека ви. Имаме уште едно предјадење, колбавчиња на скара. И ставивме да ни се подпечат од двете страни. Во меѓувреме ставивме во едно тавче вода, вино, путер, сол и бибер да зовриат. Додававме 2 јајца внатре, направивме убави свежи поширени јајца, каде што ги ставивме дозгора врз колбавчињата во една тава за печење и одозгора малку рендан чедар кашкал. Малку крем за готвење отиде се до тоа во рена да ни се запече. Имаме одлично предјадење. Или убав појадок. Или убав појадок, така е. Да. Ево да јас ти пресечам малку. Супер, супер. Повелете. Уживајте. Не да е убаво, него е феноменално. Благодарам, господјо, многу на здравје, нека ви биде, тоа беа нашите предјадења. Шефови се воздржуваш? Па пробувам никако, ама не знам како ќе издржам до крајот. Да. Ајде да видиме шеф Никола и Верче што ќе ни понудат како предјадење, ќе се воздржи ли шеф Никола? За предјадење имаме две убави тестенини, направени на два различни начини. Едните се во сос, едните се гратинирани или подпечени. Кидеме со тие во сос таму. Тие се, значи најпрво ги ставивме да се варат тестенините, од кој убаво се сварија. Ги оставивме во вода да се отстојат, во тава пропрживме чајни стапчиња, додававме прас внатре, додававме малку кромит и 2 чешниња лук, 2 чешниња лукче, така е. Потоа ајварот кој што не остана го измешавме со малку вода, го сипавме внатре во цела таа смеса и ги ставивме тестенините со дел од водата. Сето убаво го зачинивме и на крај го сервиравме со малку дробено сирење. Една одлична комбинација на убави сочни тестенини, ете какви се, превкусни се. Барем така мирисаат, а сега ќе видиме. Така и изгледаат. Да. Мадам, повелете, уживајте. И за уживање ово. Ајварче, сиренце. Преубаво. Дали на вкус, дали да не фали нешто од све е зачини? погодно. Не фали ништо? Не, све е Ќе погодно. пробам една после така од ништав да видам. Водишта. Идеме на подпечените, навидум вака изгледат исти. Со намирници, но на вкус се многу поразлични. Заради тоа што овдека тестенините беа половично варени, а на страна измешавме 2 јајца, 3 лажици ајвар, потоа ставивме дробено сирење внатре и ситно сецкани чајни стапчиња. Тестенините ги измешавме во целата таа смеса и така смесата ставивме во тава да ни се подпече најпрво на оган, потоа отиде во рерна, убаво се запекува. На крајот што од брзање нема време, па ми се растурија, не може убаво да ги извадам. Но вие имаат малку повеќе сирење, помалку ајвар, имаат и јајца нормално во нив. Мадам, повелете. Како убаво изгледат. Ќе се подзаврши. Да видите како ми е мене кога не пробувам. Ако ви е вака што си рековте дека нема да јадете. Одлично. И ја така цело време. Ја не јадам, но се забришувам, тоа е. Мака ми е. На здравје нека ве, господи. Повели шеф Боби, кажи што е маката. Нема лукче, розмаринова мириса. Путер, леле. Само ти ги врзат рацете па нема да јадеш Па тоа. еве, види, од позади ми се. Ајде да кажеме на почеток што направивме. Имавме една преубава жолта боранија, која што најпрви прашче ситно сецкано пропрживме, колбавче едно на куцкички така за да испушти еден убав вкус, додававме боранија внатре, се до тоа убаво го пропрживме, додававме на лажица црвен пипер, 2 куцки путер додававме внатре, додававме малку ситно сецкано лукче, додававме доматен сос и вода. Сето тоа го ставивме убаво да крчка, додававме водичка постојано, за да ни се обари убаво боранијата. Во меѓувреме јунешката кременадла која што имавме ја посоливме со сол, бибер и отиде на скара да се подпече од двете страни. Потоа префрливме во една тава гусена, убаво загреана, да ни се испече исто така од двете страни. Додадовме 2 коцки путер, гранче розмарин, 3 чешниња лукче внатре и оставивме убаво да крчка во самиот путер и лук. На крајот направивме и остана чедар кашкал рендан, во едно тенџерче малку неутрална павлака, додадов рендан, чедар кашкал, малку мешан зачин еленка, се до тоа убаво го измативме со жица за матење и направивме еден убав крема сос, каде што одлично ќе се вклопи во оваа комбинација. А Вики сега сето тоа ќе го проба и ќе ни каже, Може и Боби ќе го проба, ќе видиме. ќе видиме. Тешко се издржува. Да.
Ева вака да видат гледачите како изгледа. Преубаво. Баш како што го сакаш ти, Боби. Леле, Сања. И ја. Овој ни се смее. Сега ќе видиме како ќе се смее. Баш ми се смее на Боби нешто, баш и не му се смее. Ќе видиме дали нема да му се смее и на Боби. Леле, чити си. Се збрка. Морам од се да ставам малку во една лажица. Многу е вкусна бораничка со колбавче. Ја го обожавам борани. Ева А Боби вака. ти боранија ќе пробаш или? Па ќе оставам за вас, Сања, нека има борани. Леле, совчево како е, Сања. Леле. Како беше жено што има за ручок? Графче. Еј, господи, повелете. Ајде да видиме сега ќе повели ли некој друг. Ја, Сања, се извинувам и на гледачите, ама морам да пробам. Да видам што сум направил. Не можам да оставам. Може господјата ќе ми излаже, може ќе каже неточно. Издржа еден Убаво ден, е. добро е. Да, е Боби, вака ја не малку. лажу живот, никад. Не мораш да пробуваш, не лаже веќе. Не. Леле. Ја дури ќе кажа репете. Боби, Се тресе. не си човек од збор ти. Да. А? Прекрасно. Кажи. Не да е убаво. Па добро се. Толку Боби од твојата заклетва дека нема да јадеш еден месец се прекрши последен Ама ден. не јадење е пробување. Прекрасно. Дури можеме и репете с Боби. Може. Ајде, кога После ќе си веќе ги почнавте? разменувате. Ви благодарам многу. Шеф Никола, добро се држиш ти да ти кажам. Пупу. И да имаме главно јадење и убава свинско ребро, го преполовив, малку го исчекав со чекан за месо и веднаш го ставивме на гусана тава да не се пече, грил тава. Кога убаво се испече од двете страни, му ставивме сол, бибер и малку орегано. На страна дамата и дадов ситно сецкани чајни стапчиња, ситно сецкан прас, едно чештен лук и колку ајвар ставивме? 2 лажици. 2 лажици ајвар. Сето убаво го измешавме и малку ситно сецкан кашкавал. Го ставивме врз самите ребра и отидоа во ред на 10 минути да ни се печат. Добивме подпечени ребра. Убаво изгледа. Ете какви се. Ке земеме вака од ова гарнирче и сосче кој што го имаме со прасче, кашкавал и ајвар. Ке земеме малце од ребренцето. И ќе Ајде, дајме на речи. дамата да ужива. Господин Никола, Не, ќе ќе чекаш камерите да се угасат. Пизнај. Преубаво. почна раката да ми мрда. Преубаво. Како е? Вкусно, преубаво. Добро е? Преубаво. Кажете дека е лошо, да не мислам барем на. Кажете ми дека не чини. Преубаво. Не си сгрешил ништо, не мораш да пробуваш. Ви благодарам Вкусно. многу. Ајде сега да видиме шеф Боби дали ќе проба и од десертот или Не, сладко не јадам, Сања, толку јас не уживам. нека има многу. за другите сладко. Нека има за вас, јас ќе пробам уште едно парче да видам од другата страна каква е кременадлата. Но затоа Вики Меѓувреме ќе да проба. кажеме да, за колачот направивме еден одличен колач, како што кажавме на самиот почеток. Бисквитата господјата ја сомеле, натре додадовме малку кора од лимон, потоа додадовме малку сок од калинка, додадовме путер 2 коцки, убаво замесивме едно убаво путер тесто кое што го ставивме во едно калапче, а во меѓувреме господјата измати сладка павлака, додадовме внатре од како се измати сладката павлака сок од калинка, додадовме 2 лажици кокосово брашно и сето тоа убаво го измешавме, го натапкавме во калапот, одозгора декориравме со бисквити, малку калинка, имаме одличен десерт кој што може со лажица. Може. Вака, убаво парче. Од средината, господи. Си ја сака калинката Вики, сега на ваков начин Господја Вики, подготвена. засладете си и уживајте, господи. Да, ја вакво ќе го направил. Да, па вие го направивте, господи. Ки си го повтори, Одлично изгледа. Искрено. Дома, Малку Боби, може сакам да чоколадо, кажу и нешто дома. растопено така да си ставиме Да. од озгора. Прекрасно. Многу поубаво ќе изгледа, ама од донесените намирници мислам дека ова е одлично. На здравје, Ника. Прекрасно. На Ви здравје. благодарам за се од 1 до 10. 10 плюс. 10 плюс. Одлично. А сега продолжуваме со тимот на доматите, да видиме како убаво ни се рашарал овој колач кој што требаше ете така кога ќе се исаче да биде убаво представителен. Вака не изгледа дека е шарен. Ајде Не шеф изгледа. Никола. Јас сакав нешто да пробам да направам, направивме, како кажав, зебра колач, шарен колач. Потоа што направивме 2 различни теста. Едното тесто беше со чоколадни вафли, какао, јајца, млеко, додававме внатре сок од цитрон, а другото беше сок од цитрон, брашно, шеќер, ванилин шеќер, пециво и јајца. Ги ставивме во еден калап,
Прво темното тесто, потоа светлото тесто, убаво со стапче тоа го расшаравме и го оставивме да се пече. Цитронот кој што не остана сокот, го ставивме да се вари во тенџерче, додававме шекер внатре, на крај го згуснавме со малку густин и добивме едно убаво желе. Сега што сме направиле од ова? Ево видов дека убаво е печено. Сега ќе да знаем. Не знам ние како е, дали... имаме шара, Има добро нешто, е, да. добро е. Чекај видов дека кисечам вака. Преубаво. Преубаво е. Така. И сега... Преубаво. И сега дополнително ќе се збогати. Висти. И после има ли апетит гледачите после брза кујна? Ај, нема и да те видам. Сега ја сваќам Вики кога кажува. Затоа гледате, јадете пред брза кујна, Вики. Добро изгледа. Викаат сладка фонтана било. Сладка фонтана, ми Или се јаде, водопади благо им овие се некои. јаде тие што викаат сладка фонтана. Водопади. Водопади? Колешински. Мадам, кој е да уживате? Па добро, успеа во нешто, да. Се добро. Убав. Како го успеам? Трмал се краситко да е од желето, но се на све, комплет. Ај, гледа како звука, ај, тоа, ај, ми е збор кој што тука нема лаги, нема преваране, ај, гледа. Сега од 1 до 10 вие која оценка ќе дадете? 10. 10 исто. Интересно. Навистина жестока борба и денес повторно помеѓу двата тима. И тимот на пиперките и тимот на доматите ја заматуваат работата на колегите зад камерите. Ќе мораат да се пресметаат, да се пребројат и да ни кажат кој тим денес е поуспешен. Дали тимот на доматите, шеф Никола и Верче, или поуспешни се тимот на пиперките, шеф Бобан и Вики. И моментот кога треба да соопштиме кој ќе замине во автокоманда во Меркур, каде што ќе може да се одберат убави производи во вредност од 3000 денари. Потсетуваме дека може и онлайн да ја посетите нивната веб страна, каде што имате буквално се што има, а таму ги имате и попустите кои што ги имаат во моментот Меркур. Сега, ајде да видиме. Во Меркур колегите велат заминува асистентката од тимот на пиперките, Вики, шеф Боби и нивната јунешка кременадла и нестрпливиот шеф Боби. Честитки, Вики. Господи, во Меркур ги си испазарите, имате се како за убави вашиот работи. дом и градина, преубави работи имате и тоа не е се. Имаме полни раце подароци од нашите пријатели. Манастирски лукум направен по традиционален рецепт од Беро, повелете господјо. Фала пуно. Гурмано, одлична зимница, вкусна исто како и домашната, повелете господјо. Фала. Перфето, тестенини, оривче имаме и што уште не, повелете, одлични производи. Не сумњам, веќе ја ги. Кристал, добро познатото масло за јадење, зачино теленка и исто така многу други производи. Благодарам што бевте мој асистент, господја. Фала и на вас. Поздрав Мило до ми е. Куманова. Задоволство, да. Уживавме во Исполни ми се друштво на желја. нашите асистентки. Да, секако благодарност и за Верче. Верче, ти благодариме што ни дојде во брза кујна. Се надевам дека субави впечатоци заминувате за Табановце. Еве едно сеќавање од ова гостување. Мадам, е ново ако искавага да имате сеќавање на брза кујна. И тука се нашите пријатели со подароци за вас. Манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Берово. Одличната гурмано зимница, денеска пробав тајварче, има голем избор на зимница, вкусна исто како и домашната. Тука ни е перфето тестенината, денеска ја готвевме, фантастична, не може да ја преварите никогаш, е превкусна. Видите? И ние секој ден готвиме со Кристал, маслото за јадење, Еленка зачиното и уште многу други производи од Кристал, поверете. Фала ви на вас што бевте мој асистент. Фала и на вас. Ние денес успеавме да подготвиме неколку убави и вкусни јадења, да се запознаеме со нашите одлични асистентки кои што ни пристигнува од Куманово. Верувам дека и вие пред ТВ екраните се забавувавте, добивте некоја идеја плюс што може и вие да си подготвите, а сега продолжувате и понатаму со програмата на телевизија Сител. Нашата цела екипа ве поздравува и ви посакува пријатна и убава вечер. Довидување.